конкретен одговор ниту на едно од прашањата кои што ги поставив, затоа што јас до заменик министерот поставив конкретни прашања. Што се однесува од одговорот, не треба да бидам јас задоволна за тоа дали е добар одговорот, ќе судат граѓаните кои што го слуша заменик министерот за животна средина. Самиот негов одговор доволно говори за односот кој што го има Министерството за животна средина кон овој проблем. Да се кажува дека поголемо било загадувањето во периодот од 2014 до 2016 година, простете, е тажно. Да се тврди дека некој со пратеничко прашање, со наискрена намера, има некаква намера да манипулира со граѓаните и да го користи за популизам, навистина не знам како да го сватам ова. Значи, ваков несериозен пристап кон пратеничко прашање немам видено. Што се однесува до податокот дека сега било помало загадувањето. Да, заменик министерот сака да каже дека сите оние табели кои што ги гледаме дека Скопје е најзагаден град во светот се измислени, дека ВМРО ДПМН ги има испратено во Guardian и Guardian ги објавува преку еден ден дека најзагаден град во Европа е Скопје, а и некаде во првите 3 места во светот. Во самиот одговор на прашањето заменик министерот ја кажа огромната сума која што владата ја издвои за решавање на проблемот. 2 милиони евра. Замислете, 2 милиони евра. Ние говоревме и при донесувањето на буџетот, дека со оваа сума не може ни да се почне да се решава овој проблем. Се ветуваа маски, се ветуваа прочистувачи во секое училиште, ништо од тоа досега не е остварено. Јас прашав дали има конкретни мерки, се бараше поддршка, еве има поддршка, што се однесува до поддршката од собрание, апсолутно е тука. Се донесоа заклучоци на Комисијата за транспорт и врски од јавната расправа на тема енормно загадување на амбиентниот воздух во Република Македонија, но собранието, почитуван заменик министер, нема оперативна улога, како ние да ве поддржиме. Вие сте тие кои што треба да преземете конкретни мерки. Граѓаните тоа го бараат од вас, не од нас пратениците. 2 години ви беше главен приоритет. Прво нешто, кога ќе дојдеме на власт, ќе се справиме со загадувањето на воздухот. 2 години пројдоа откако сте на власт, немаме ништо конкретно направено. Така да, ваквите одговори, ќе ве молам, држете си ги меѓу себе, на седница на влада, подржувајте си се меѓу себе, меѓутоа не минуваат кај граѓаните. Немам дополнително прашање, не сум задоволна од одговорот. Ви благодарам, должен сум на вашата процедурална забелешка на почетокот да ви одговорам дека